Добар ден! Ново издание на емисијата Алфа Ординација и од денеска па натаму во летото во овој термин 15 часот, цел еден час ќе бидеме заедно со вас и со нашите соговорници доктори кои што заеднички ќе ни помогнат да го најдеме решението на вашиот проблем, но првенствено да ве едуцираме и да ве информираме за одредени болести. Се надевам дека овој термин ќе одговара и во летните денови кога навистина температурите се високи и треба да останете дома во овој период од денот, ќе имате можност да учествувате како и досега во Алфа Ординација, да поставувате прашања и да поразговарате со нашите гости доктори. Значи, цело лето сме заедно со вас, па еве да најавам денеска имаме тема мозочен тумор, симптоми, дијагностицирање и третман. Секако ќе ставиме најголем акцент на третманот. Наш денешен гостин е професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добре нашол. Ви благодарам што еве денеска најдовте време да дојдете кај нас во Алфа телевизија, заеднички да реализираме емисијата Алфа Ординација, на некој начин да им помогнеме на нашите гледачи со информации кои можеби им се потребни ако се препознаат во симптомите или веќе ја знаат дијагнозата. Да. На почетокот на разговорот јас би сакала да тргнеме од причините за појава на мозочен тумор. Добро, почесто да пациентите ме прашуваат ваки работи и нажалост морам да ви кажам одма дека причини за мозочни тумори се фактички многу мали, односно многу нејасни. Многу малку се знае за тоа што може да предизвика еден мозочен тумор. Например, од генетски причини некои типови на тумори постојат како докази дека представуваат генетска, односно наследни, односно многу мал тип на тумори. Така тоа генетскиот предизвиција може да ја отфрлиме како причина, нешто битно. Некои вируси се исто така обвинети дека може да предизвикаат мозочни тумори и тоа е сигурно докажано, ама тоа е многу мал, тоа се некои типови на Епштейн-Бар, например, некој таков тип на вируси. Тоа е докажано дека тие може да предизвикаат овакви тумори, ама тоа се многу мал процент од туморите, да може да се каже тако нешто. Некои типови на васкуларни, значи на крвни некои тумори во мозокот, исто така може да бидат наследни, ама тоа е некоја голема, многу не е голема бројка, значи. Од другите надворешни фактори, да речеме, што сигурно предизвикуваат да се докажано тумори, тоа се најголем број на зрачења, значи радијација зрачења, радијација од било кој тип на зрачење, значи не кажам се кој тип на зрачења, и исто така може да предизвика, беше многу интересно, значи ова за зрачење од телефоните, мобилните телефони, сел телефон, меѓутоа, најдобро што прочитам, значи дека поновите типови на генерација на телефони многу помалку зрачење како поранешните типови на телефони, а тогаш се правени тие испитувања, така да не може да се каже со сигурност дека телефоните, односно зрачењето предизвикува мозочни тумори, меѓутоа се уште тие стојат како потенцијални фактори за појава на мозочни тумори. И така да отприлика тука се завршува отприлика листата што на некои супстанции, на нешто што може да предизвика мозочни тумори. Значи повеќето не се знае зашто настануваат мозочни тумори. Под прашање, дали рентгенските снимања кои што ги правиме во текот на животот можат нешто вакво да предизвикаат? Ето што и тоа е исто така зрачење, нели? И секое прегомерно зрачење од било кој тип, значи може да предизвика исто така некој тип на мозочни тумори. Добро, тоа прекумерно е релативно, затоа и ве прашувам. Колку пати во животот синуси ќе снимаме нешто друго, колку е, да речеме, тоа прекумерно? Повеќе од 10? Прво, сите тоа што работат си има дозиметрите, не знаат колку доза може да примат еден одреден организам. Значи, ако ни, да речем, не знам колку се дозиметрите не ни точно, ама од принцип, значи, многу поголема количина на зрачење би може да предизвика нешто вакво, него тоа што зрачење што се предизвикува со обично снимање, да речеме. Една забина, синуси или компјутерна томографија. Меѓутоа, во принцип, значи, треба да се избегнува што поише може тоа зрачење, тоа е позната работа. И за други типови на тумори, не само за мозочните тумори. Кога зборуваме за причините и од ова што го кажувате, некако логично е на поодминати години или од некоја зрелост па натаму да се јавуваат мозочните тумори, но за жал се јавуваат и кај децата. Точно. Прво се знае
Отприлика знаеме процентуално кој тип на тумори се појават кај деца, а кој тип се појават кај возрастни. Например, еден тип на тумори го викаме глиобластом, тој се јавува исклучува кај возрастни. Меѓутоа, еве што се дешава последните неколку години сме приметиле, кај деца, например, имаме дете 5-6 годишно, прв пат се појави глиобластом мултиформе. Тоа се ја не секам да сме имаме вакво нешто. Значи, не е баш се тоа така како што мислевме порано, све се менува на кај помладата возраст. Например, имаме тумори, малигни тумори кај дете од 1 година, 2 години оперирани. Значи, се менува таа граница на возраст и граница на појава на туморите. Мага што порано се знаеш, например, ви кажам повторно, кои типови беа кај деца. Например, има еден тип на малигни тумор, тој се глиобластом, тој се врши исклучува кај деца. Тој е многу ретко кај возрастни, скоро не може да се појави кај возрастни. Тој е исто така многу малигни тумор, ама па имаше добра прогноза, зашто он добро реагира на зрачење, например, ако збориме покасно за деца, ќе видиме. Значи, таа граница се менува, не е како што било некојаш порано, како што пише во книгите, нема баш точно 100% правило. Пуштена е границата. Штом велите 5-месечно бебе, Да. тоа е веќе. Се случило ли да се роди бебе со мозочен тумор? Се случува како не случува. Ми име се едно дете опериравме прошто не оперираме дете, 3-4 месеци стара, породена со тумор кој што појавил како туморозна формација овде позади во главата, а фактички туморот е натру малиот мозок, ама изгледен дел од туморот изгледа тука на главата и он го третира како атером, да речем. И они ќе го оперира за малку како атером и сега што не го оперирале, зашто ако би го оперирале, тоа ќе им завршило лошо на операциона маса. Значи, нема и кај најголеми деца може да се појават вакви типови на тумори. Мажите или жените се поподложни на ова? Тука баш нема нека голема статистика. Например, се мислеше порано дека овој глиобластомот се појави повише кај мажи, менингиом еден тип на тумори бенигни, тој се појави повише кај жени. И тој сигурно е докажано дека има некои хормонски така рецептори, викам ние хормонски рецептори на самиот тумор, тоа се менингиом и кај жените реагира на прогестерон, естроген промената на тие хормони. И тоа е сигурно кажано. Другите тумори се отприлика исто. Нема некоја голема разлика. Така, погодени се двата пола. Да, точно. Одеднакво. Ајде да кажеме какви видови на тумори има. Вие спомнавте на почетокот, ги именувавте, но да ги пообјасниме малку. Напрво да кажеме за, значи, тумор представува ненормално растење на некои кили било кај во организмот. Значи, тоа исто начин е ненормално растење на кили во мозокот. Тоа ќе мозочен тумор, нели? Во мозокот туморите може да бидат од самиот мозок, од мозочните клетки, а некои може да бидат обвивките на самиот мозок, и така туморите може да бидат у близина на мозокот па да навлезат во мозокот. Например, тумор да речеме на синусите фронтални или некои тумори на око, орбита може да навлезе во мозок, нели? Така исто така. Во тумори на мозок исто така сваѓа тумори на хипофиза, да ги спомнем одман, тоа се тумори на жлезата што е под черепот, значи под базата на мозокот, исто така спаѓаат во оваа група на тумори. И тумори на орбита, значи на око, исто така тука се близина со мозочни тумори. Главно мозочните тумори ги делиме на белигни и малигни, нели? Иначе според фреквенција, што се најчести меѓу луѓето познати, тоа се, значи, ние ги викаме глиоми. Глиома е тоа една клетка што се наоѓа во мозокот, што служи за подпора на мозочните клетки, и таа се ка глија клетки, те од нив може да се појават овие тумори, ги викаме глиоми. Глиомите може да бидат во 4 градуса се градираат, значи 1-2 се бенигни, 3-4 се малигни глиоми. Тоа се најчестиот типови на тумори, особено кај возрастни. Од други тумори чести, тоа се менингиоми, рековме преска, менингиоми се тумори на мозочната обвивка, кои што секундарно, значи, навлегуваат и ги притискаат мозочното ткиво. Тие се многу чести исто така тумори. Тумори исто така чести се тумори на хипофиза и почести тумори се исто така на самите обвивки на нервите, што излегуваат од мозокот, ние ги викаме краниални нерви. И тука се исто така почестуваат, тие 4 тумори се најчести. Реков преска кај деца, најчести тумори малигни се овие типови на глиобластоми, така примитивни гетондернални тумори. И понекогаш кај деца исто така се од бенигни чисти глиоми, ама глиоми викаме не градус 1, значи тоа се бенигни глиоми, формираат циста и притискаат обично врз малиот мозок. И тие се најчести кај деца стари тумори. Вака, ако треба да се лоцира, каде најчесто, во кој дел од? Па да ви кажеме, значи не постои предирекцијно место кај што најмногу се развиваат. Било каде низ мозокот може да наоѓате вие
туморско ткиво. Понекогаш се, например, за менингиомите зборам сега, тие може да се лоцираат најчесто на базата на лобањата, значи испод мозокот, на база на лобањата, таму се локализира менингиомите, тоа е со сигурност, а глиомите можат, ама баш било каде да се развијат. Мелобластомите кај деца се најчесто во заната ломенска јама и тука се исто така деца се многу чести, значи глиоми, ама на мозочното стебло. Би било да ве кажам интересно, че мозочното стебло значи тоа е делот на мозокот кај што се сите животни функции. Функција за дишење, функција за срце, за повраќање, например, такви некои функции. Таму се најчесто, на жалост, кај деца тие глиоми. Која е таа општа симптоматологија која што се јавува генерално кај сите тумори? Ете што се за сите тумори е многу битно ова дека имаат општи симптоматологии и локализирачки или локални симптоматологии. Од општите симптоматологии што е битно тоа? Од се да кажем, значи. Мозокот се наоѓа на затворена черепна кутија, нели? Череп, тој не може никога да се шири. Така он има само два отвора, ниска што може да се шири, да речеме, некој додатно ткиво во мозокот. Мозокот, освен мозочното ткиво, постои, значи, ликвор, ликворот е на течност, кој што служи за заштита на мозокот, и во мозокот имате, значи, крв, крвни садови со крв. Тој волумен на што се наоѓа во таа черепна кутија. Секој зголемување на волуменот додатно во натре, кој што е случајот со мозочни тумори, доведува до зголемување на притисокот во мозочното ткиво, викаме ние се зголемува мозочниот притисок. Секој зголемување на мозочниот притисок, што е многу опасно, зашто ви кажа претходно, го притиска мозокот да се движи низ тие тесни отвори, а ардома движејќи на тесни отвори, тука настанува оштетување на тоа битно мозочно ткиво што тука се наоѓа, од додатното ткиво мозочно, и тоа оштетување може да доведе до многу несакани последици, дури до смртен исход. Значи, секоја компресија, викаме компресија на тоа мозочно стебло, преиска кажав, било да е во средината на мозокот или на дното на мозокот, може да е фатално за еден пациент и најчесто пациентите од тоа и умираат уствари. Затоа се сите овие тумори фактички мозочки потенцијално опасни, зашто може брзо да го предизвикаат зголемување на тој притисок, тоа придвижување што викаме инкарцерација и дури да доведе до смрт. Особено на тие битни мозочни центри. Така. Ќе ни кажете за симптомите, како реагира пациентот, само да го чуеме гледачот, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да го прашам докторот, поздрав до него и сакам да го прашам нешто. Мојот брат пред 6 месеци има добиено срцев удар. Од кога го доби срцевиот удар се чувствува се како заспан, како помалаксан, па не се сеќава дали спиел, дали јадел. И сега во последно време прашам магнетна резонанса, така, станува збор за лезија од 4 мм. Се наоѓа во предниот дел на мозокот. Имаме и СД. Дали може сега докторот нешто да ми објасни, пошто пациентот само сака да спие, не сака да збори, не се сеќава за претходни... Сабајле не се сеќава што е било. Ве молам за еден одговор. Добро, ми ке збориме сега за симптомите на мозочни тумори, ама не само мозочни тумори, него и други процеси, например крварења или инфаркт на мозочно ткиво, па дури инфекција на мозочно ткиво, може да е слични симптомите. Значи, во овој случај предпоставам таа лезија, не верувам дека мозочно некоја лезија, дека туморска лезија, него е некоја лезија веројатно поврзана со васкуларното корито, зашто прилежен инфаркт, тоа значи дека може да дае понекогаш да откачи некој тромбуси во мозочното ткиво, па да направи инфаркција на мозочното ткиво, зашто пациентот логично не каже кој тип на лезија е, предпоставам тоа е некоја васкуларна лезија. И во тој случај таа лезија се десила во тој центар што е битен за поспано, за меморија, за такви работи, и он дава вакви симптоми. Значи, веројатно дека таа лезија е на тоа место. Има ли чаре за тоа? Ако е упрашање мозочен инфаркт после толку време, не знам колку време е прошло уствари од инфарктот на срце, може да се очекуваме дека нешто ќе се поправи, нешто нема да се поправи. Тоа не може да се каже точно. Може е битно да кажеме за гледачите дека нешто што ќе се уништи мозочното ткиво, тоа тешко се поправи. Многу време ќе помине, ретко дека сега се поправи, многу ретко, дека да нешто што се повреди, што ќе се уништи мозокот, тешко се поправи. Добро, мислам дека имаме уште еден гледач, повелете. Добар ден, поздрав до докторот. Добар ден. Сакам да го прашам така.
хипофизата. Пролактинот ми е вредност 120 и треба да ја снимам хипофизата, но поради тоа што имам метал во устата, во забите, ме одбија и ми рекоја дека не може да направам магнетна резонанса. Па на некој друг апарат, како да дојдам до снимање на хипофизата, некој скенер или нешто, совет од докторот? Нема што да кажем, хипофизата тоа е, нели преска рековме, има различни види на тумори хипофиза, за срека сите се тумори, скоро сите се тумори бенигни. Ова што каде е со покачен пролактин, ако е само пролактинот покачен и така се работи за пролактином, кој што е помало од, речеме, 1 сантим, 10 мм, веројатно дека ќе добро ќе реагира на некоја терапија со лекови, така се почне со третман со лекови, меѓутоа резонанца магнетна апсолутно мора да направите. Значи тоа дефинитивно за тие тумори исклучува наборување, значи снимање на магнетна резонанца. А се каде закажете тоа? Не, вели заради металот во устата. Да. Заради тоа дали е возможно? Не знам што метал, ако е само една пломба, да речем метална пломба, мислам дека може да се направи без никаков проблем. Мостови веројатно. Мостови да не се. Не знам што се, ако е една пломба, да, ако е некој голем мост, можда и некој може да се направи. Треба да се праша, прво треба да се праша што материјал е правен, ако е железо, например, железен материјал може и нема да се направи. Ако е некој друг тип на материјал, може да се направи. Например, титаниум што ние го ставиме во некои плочки за врат, за снимање и за кичма, тоа нема никаков проблем да се снима. Треба да се праша, значи тој што се бави со тоа, да речеме радиолог така. Добро, може да чуеме уште еден гледач, па да Може, продолжиме. Ајде, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јавуваме од Прилеп. На една молба до доктора. Ние направивме снимка, еднаш компјутерска томографија кај сопругата се работи на главата, излезе менингиом од 1,1 сантиметар. А сега направиме магнетна резонанса, излезе 2,2. И вели се следи екстрасијална лезија со промер од 2,2 сантиметри и вели дека е во хомогеност стагитална супериор. Како може доктор да ми го објасни ова? И дали треба да се оди на операција, дали треба нешто да се преземи? Значи, во принцип, менингиомите се бенигни тумори, тоа е точно. Меѓутоа, тие тумори може да се наоѓаат некогаш на многу битни центри, да рече менингиом што е близок до очниот нерв. Па и да е мало, може да притисне да направи слепило. Прво, значи, многу битно кај е локализиран тој тумор. Второ, ако туморот расте во рок од неколку месеци, пораснал од 1, нешто на 2, нешто, веројатно дека он брзо расте и веројатно дека ќе мора да се отстрани. Значи, за бенигиомите главно правило е дека тие мора да се оперираат. Ако се мали и ако не растат, вие ги пратите и не растат, особено кај постари особи, може да не се оперира, да се чека, да се посматра, да се обсервира. Ама ако почне да растат, ќе се оперира нормално. Тоа ќе збориме за терапија на бенигни тумори, ама во принцип, значи тоа е тоа. Овој тумор ако расте за толку месеци порасна да скоро 1 сантим, треба да размислувате дека треба да се извади, дефинитивно. Имаме уште еден гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас у студијето како најдобра телевизија. А го имате и најдобриот доктор во историјата на Македонија, како доктор, најуспешен доктор што неврохирург. Јас сакам да му се заблагодарам на докторот, зашто пред 20 години ја оперира сопругата моја. Ако треба името ќе го кажам и презимето, ќе се сети Донка Чочова. Значи пред 20 години во државна болница таму ја оперира. И голем поздрав до докторот, зашто стварно 2 операции за непуна година направи на сопругата и двете операции успешни и денеска сопругата ми е супер. И работи си добро. Дај Боже. Благодарам докторе да сте жив и здрав. Најуспешен доктор во Македонија. Еве, задоволен пациент, да. Убаво е чувството, докторе, нели? Особено што еве и пациентката добро се чувствува и сето тоа се завршило со убаво, со арно. Добар ден, повелете. Добар ден, се извинувам. Едно прашање до доктор Лозанче. Ајде, повелете. Пред 4 години ми е откриен тумор во мозок, големина 10 сантими
направив 2 операции и сега во јануар 2017, во декември 2017 имам страшни главоболки и одам на контрола, на снимање магнетна, ме викаат под хитно 3-та операција. Јас од пусти страв, имав голем притисок, болки ненормални во јануар месец, од пусти страв решив да не одам више на операции. Што ќе ми даде Господ тоа, од судбина нема бегање и почнав да пијам сода бикарбон, здрава храна и сега почнав некој зеолит нешто да пијам и од јануар месец до јуни месец до ден денешен јас главоболка не доби. Што се случува со мислам докторот да ми објасни лек, дали природа, не знам како да му поставам прашања, може ли тоа да го продолжам да го користам, пошто од јануар до сега јас болка немам во глава. Добро, ја немам многу големи податоци што тип на тумор е, што е многу битно. Менингиона. Менингион? Да. Аха. Само беше многу лошо разпостел, 10 сантима беше, меѓутоа, меѓу двата мозока ми се наоѓаше и напред кај нервот за движење на окото. И морав на 2 операции и баш докторката ја праша, викам докторке со 3-та операција дали ќе ми се извади, не вика. Нема шанси, оваа година ќе чепнеме малце, до година ќе чепнеме чисто да ти продолжиме нешто живот. Тоа ми го рече и одлучив да не идам на операции, да употребувам здрава храна, претежно сода бикарбон и цеолит. Сакам да ми објасни нешто врска со тоа, ако може. А не знам зашто сода бикарбона шулик, тоа сода бикарбона нема. Па не знам, така ми кажа, Кој вас така ви кажа почнав тоа сода бикарбон? и немам никаква болка. Ако имате киселина во стомакот па сте пиле сода бикарбона, окей, ама за тумор на мозок. Не знам. Јас мислам дека Јас вака. имам една пријателка која исто имаше тумор на мозок, она беше на оперирање во Франција. Докторот во Франција рекол да пие на сабајни навечер сода бикарбон. Да не рекол зашто она примала некој лекој дексаметазон па да не направи киселини не знам да ви кажам, у тој смисол, иначе не е можно ова. Така, добро. Не знам, искрено ви кажам, јас од јануар месец, еве го јуни до ден денешен, немам болка во глава. Добро. Немам притисок, се движам, генералка правам дома, сила ненормална имам. Добро да. И претежно сум на лемено семе, чија семе, такви работи. Значи вака И ти ме интересираше само дали да продолжам со тоа или да ви одам кажам се. на операција. не можам да кажам без да видам снимки, добра? Не можам да верувам вас више ќе ми кажете да ја да видам, значи. Тоа само не можам да ви кажам. Секој оператор, значи вака, секој оператор се индивидуалец и е различен. мислам Некој може да дека- извади 50%, некој 80%, некој 100%. Треба да се види тоа, да се видат сликите, да се процени, добра? У свет прават луѓето и по 5 операции, тоа не е ништо чудно. Некој што уморите не може да се извадат цели, може да сега да збориме за терапија, затоа што се забелепени и се закачани некои битни мозочни центри. Кој што ако го оперираш ти, го извадиш цел тумор, он ти пациентот ти влоши и заврши со смртен исход, значи не е тоа целта. Меѓутоа некојаш вакви тумори се вадат и цели, ништо не е тоа чудно. Да ти кажам, секој зависи од искуството на хирургот. Секако дека сум искусен хирург, може ќе извади повеќе, може и поголем процент. Некои типови на тумори и на зрачење после тоа. Значи, мене сме зрачале ние после тоа, ако останале, но ако на тоа место. Така да не можам да ви кажам стварно, без да гледам снимките. Ако сакате, ако не ви е тешко, наминете да гледам снимките, па да се говорим некојаш кај нас. Да видам чисто да ви кажам за што се работи. Вака не можам стварно без да гледам снимките. Така, да. Не ми е многу јасно мене тоа баш. Добро, кога зборуваме за симптоми, еве слушнавме и од гледачите, главниот симптом е главоболка. Добро, главниот симптом главоболка. Што е битно кај главоболката, значи не е типична. Речеме тумор да вака главоболка и сега ние сигурно не е тумор. Тумор да не е специфична главоболка. Меѓутоа има некои, да речеме, некои ситници, да речеме, сема не собрајле после будење, со повраќање, често поврзана. Некојаш може да е поврзана и као мигренидна да изиграва, не е мигренидна. Не може да се каже точно да главоболка е баш типичен симптом. Точно е тоа. Главоболката е главен симптом на зголемен интракранијален притисок. Тоа е еден од општите симптоми. Не е локализирачка, да знаеме баш кај е локализиран туморот. Ретко туморот дава локална главоболка баш на тоа место и таму е туморот. А често пациенти доаѓаат, вика тука ме боли, вика тука сигурно има нешто. Значи не мора да значи, уопште нема значи дека туморот е баш тука локално локализиран. Тоа е знак на зголемен интракранијален притисок. И предпоставам, мислам непрестанно го препорачувам сите пациенти кои што имаат главоболка, не мора да е она резонанца магнетна, еве нека направат очен преглед. Ако на очен преглед се покаже дека има зголемен притисок интракранијален, понатаму се прават други испитувања. Препорачувам исто така
Друг симптом, чест симптом, кај тумори може да биде појавна касна епилепсија. Значи, епилепсија што се појавува после 5-16 години од раѓањето, значи, на таа возраст, сегогаш треба да суспектна и сумњава дека се работи за некој тумор во мозокот. И треба да се направат испитувања во тој аспект. Например, ЕЕГ да се направи и после резонанса компјутер така да се направи паси. Од општи симптоми други не постои други општи симптоми, постојат локални симптоми. Сегогаш треба да се поврзат општите со тие локални симптоми. А локални симптоми се дават зависат од кој тип, од кој место се наоѓа туморот во мозокот. Например, ако туморот се наоѓа овде некако фронтално, напред, викаме фронтално, во тој случај најчесто пациенти имаат психички тегоби или тегоби на однос, на односување, губење на меморија, може и посмртно да даде понекогаш. А тоа се главно психички проблеми. Тумори што се указани, например, во темпорален лобус, може да дадат исто промени во меморија, во памтењето може да страшно многу пореметено и промени со слухот, може да дадат понекогаш промени со говорот, ако се левата хемисфера, доминантна викаме ние, таму се наоѓа центарот за говор, ако тој центар повреден, нормално ќе даде, значи промени со говорот. Тумори високо фронтално, париетално, например, кај што центрите за рака и за нога, нормално ќе дадат испади од типот на одземеност, значи хемипареза, хемиплегија. Тоа се тие симптоми. Симптомите кај туморот најчесто не настануваат нагло, него се постепени. Ако се посмени дека нешто настанува нагло, најчесто се работи за туморот типот на секундарен малигни тумор или метастаза. Тие најчесто почнуваат акутно нагло, мислам одеднаш нагло. Така да нема некој, значи имаме општи симптоми и локални, зависи на местото кај што се развива туморот. Добро, спомнавте препорака за оние кои што чувствуваат главоболка да појдат на офталмолог и да проверат притисок очи. Не препорачам да се дојдат прво на доктор. Добро, секако. Да се надоврзам на таа препорака, бидејќи постојат разни начини на дијагностицирање, да го кажеме и тоа. Сакам да кажам дека дијагностицирањето е постепено. Значи не е директно буп на магнетна резонанца, нели? Треба да се прегледа невролошки преглед, убав да се направи, да се види некои испади, ако треба и психолошко тестирање да се направи, да се види психичките тие функции како се кај него развиени. Па после да се оди начинно очен преглед, зашто таму сега ќе ни покаже ако има зголемен интегрален притисок, обично има зголемен, значи ќе ни ги покаже. Првите симптоми се тие. Исто така препорачувам кај некој случај, например, ако имате губење на слух, тоа се тумори поврзани со слушниот нерв, например, треба да се направи оториноларинолошки преглед, да се види како е функцијата на ушниот нерв. Имате други некои функции, например, пореметување со голтање, да речеме, или пореметување засип на глас. Тоа значи дека зафатени се тие нерви што го инервираат тоа подречје. Тие нерви се локализирани овде позади, блиско до подложена мождина. И тука што се направат снимања многу побрзо, зашто таму симптомите се многу поопасни. Многу може брзо да заврши со некој смртен исход. Така да во тој случај не би ни правило очен преглед, ќе направиме ние дека магнетна резонанца. Зашто тука немаме многу време да чекаме. Сакаме повеќе време да посветиме на третманот. Јас предлагам да ги погледнеме рекламите, па да преминеме на третман на мозочен тумор. Денеска во Алфа Ординација имаме тема мозочен тумор, како се третира, дијагностицирање, симптоми. Оваа тема ја реализираме со професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург од болницата Аџибадем Систина. Имаме уште некои дијагностички методи да споменеме, но да го чуеме гледачот кој чека на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Едно прашање до докторот. Ало, ме слушате? Да, ве слушаме. Пред 4 години имав мозочен удар. Многу ме болеше главата пред тоа. А од кога го добив мозочниот удар, јас не ме боли главата. Докторе, ве молам да ми кажете, што е со мојот мозок? Како е, што е повреден? Тоа ме интересира. И дали некогаш ќе ми биде подобро? Зашто левата страна, ногата и раката ми се одземени. Како ќе биде понатака, докторе, ве молам?
Добро, се ова не е проблематика, денешна проблематика, некоја друга емисија може да направиме за васкуларни малформации на мозокот и аномалии и процеси, ама во принцип тоа што е уништено мозочното ткиво, тоа се поправа многу тешко. Преискрено ни кажавме претходно во тоа. Веројатно да сте имале овако инфаркт на мозокот прилежано очигледно со запушување некоја голема артерија. Центарот за рака нога ви е очигледно зафатен и е уништен, претпоставам, до некоја степен. Дали ќе се поправи, тоа никој не може да ви каже, баш никој во свет не може да ви каже. Се треба да оставиме на време и таа лекови што ги примате и тоа све. Меѓутоа тоа нема врска со мозочен тумор, затоа што очигледно сте правиле снимки и тоа би се видело многу добро на тие снимки. Така, добро. Еве јас ќе замолам да се придржуваат гледачите до темата. Значи денеска зборуваме за мозочен тумор и прашањата ќе ве молам да бидат врзани со денешната тема. Повелете, добар ден и за вас. Добар ден. Да слушаме. Ало, се јавуваме од Струмица. Добро. И јас како претходно слушател сакам да го поздравам најдобриот доктор у Македонија. Пред 20 години оперираше керката на еднаш, 2 пати спасија и ќе се сете кој е од село Давиле. Голем поздрав, да биде здрав и жив во 100 години. Да биде, за да може да лекува. Да. Исто и мене ме оперирao цистина на рака, предсишен нерв. Добро. Ви благодариме што се јавивте. Еве, пофалбите на вистина се мотивирачки за докторите и убаво е да се слушне. Да. Ајде да кажеме, добрата диагноза секако дека не води и до поуспешен третман. Значи, главната диагноза, ствари, после овој преглед што ги кажаме, невролошки преглед, очен преглед, ЕГ може, е секако, значи, компјутеризирана томографија, значи, компјутер, знаат така гледачите го викаат, и магнетна резонанца. У секој случај магнетна резонанца се уште сега за сега представува златен стандард. Не компјутерот. Компјутерот повеќе може би било, например, за некој крварење или некои тумори на коска, ама за мозочните тумори исклучува, значи главно испитување магнетна резонанца. Магнетна резонанца ќе ни покаже и локација многу убаво ќе ни покаже, ќе ни покаже кој тип на тумор е скоро до 90%. Така да ние, например, на операција ја лепше не би правил никогаш без магнетна резонанца, дефинитивно. Што е битно да се знае, зашто многу е битно за нас и општо за пациентот кај е точно локализиран туморот. Значи не е седно да би локализирано на мозочно стебло, кој што кажаме претходно, кој што се мозочните центри и кој што секој чачкање е многу опасно, или да речеме на површина на мозокот, кој што се некои небитни, може да ги така, понебитни мозочни центри и кој што може да се изведи тој тумор безопасно. Значи затоа е многу битно да се направи магнетна резонанца. И прогностички, а и за нас како за хирурзи, како за операција. Добро. И тука завршуваме со диагностицирање. Да, тука би завршил, значи тоа сакам да кажам. Резонанца апсолутно треба да се прави кај секој сомневање дека става за мозочен тумор. Битно ли е колку тоа брзо ќе се направи откако се јавуваат симптомите, затоа што се жалат нашите гледачи дека долго време чекаат за магнетна резонанца кога станува збор нели за јавното здравство? Што ако предскане што кажеме, ако имате знаците на зголемен интегрален притисок, значи тоа глоболки повраќања, губење меморија, понекогаш и сомноленција, значи сонливост, тогаш нема што да се чека толку многу, тоа треба 100% да се работи да се направи магнетна резонанца. Така да и докторите што праќаат, например, да снимиме тие што закажуваат, претпоставам, ова го знаат. И би требало на вакви пациенти да дават приоритет. Второ, значи така симптоми кога ќе најдете крварење во туморот, ако направи крварење во туморот, тоа се манифестира кој еден случај. И тогаш нема што многу да се чека, во тој случај треба и брзо да се интервенира и треба да се направи брза резонанца очигледно. Значи тие два многу се битни работи што треба да се знаат. А иначе, например, кај бенигни менингиоми да речеме, во тој случај може да се почека снимањето. Не е толку хитно. Така. Добро. Рековме дека ќе ставиме најголем акцент на третманот на мозочните удари, тумори, да. Сакам да ве прашам, дали постои разлика порано и сега како се третирале? Дали во овие рамки третманот на мозочни тумори медицината
оди напред. Да, апсолутно медицината, особено у принцип за нейрохирургија, техниката особено постигнала, мислам дека многу голема. Тоа е голем достигнување за нейрохирургијата. Значи порано да речеме кога немало такви технички можности, самите операции се состоеле од многу широко отварање, на пример, декомпресија, декомпресија на мозокот, да се намали тој интракранијален притисок и туморите се ваделе може да, може не. А во денешно време, значи, целта на самите операции е што повеќе се иде од туморот, ако може цел да се изведе тумор, да не направи што викам ние рецидив да се повтори и да се намали тој притисок од мозочното ткиво. Не е само да се намали притисокот, него да се фактички да се ослободи тоа мозочно ткиво од таа компресија и тој тумор се изведе цел. Така да многу е битно денеска да се што повеќе да се изведе дел од туморот. Значи главната цел на хирургијата што е? Да се изведе, викаме ние, циторедукција, да се изведе што повеќе од тоа малигно мозочно ткиво. Ако може цело, окей, ако не може цело, колку може да се изведе, ама што повеќе се намали тој волумен на што притиска од мозочното ткиво. Кога велите што повеќе да се изведи, зависи од локацијата каде е туморот или од големината? Не, тоа зависи од е локација. Ние сме да големи тумори, да речеме што као 2 тупаници. Има такви тумори се извадени. Тоа не е некој проблем. Ако е туморот сместен во некоја небитна, викам не небитна, него површна на површина на мозокот. Така. Ако се најде туморот на базара на черепот, нормално дека тука многу потешко ќе се извадат туморите и дека не може да се извади цел тумор. Треба да се процени тоа. Веројатно дека искуството исто така многу е битно при вадење на такви тумори. Сигурно, да. Ама у принцип, значи, ви кажам, главна цел е да се види што повеќе, ако може и цел тумор. Тоа е главната цел на хирургијата. Иначе хирургијата, туморот има неколку фази од... Меѓутоа, мислам дека кога се воведел оперативниот микроскоп као техника во операцијата на вакви мозочни тумори, мислам дека тоа е главна револуција во неврохирургијата и тоа се уште до денеска е главна алатка за оперирање на овие тумори. Со тоа можете точно попрецизно да го лоцирате туморот? Не лоцка за него. Попрецизно да се направи разлика меѓу туморското ткиво, да речеме, и здравото мозочно ткиво. Во тој случај не уништувате здраво мозочно ткиво, него вајте туморот, фактички го делувате од мозочното ткиво со помошта микроскоп. Практично со микроскопот вие го правите хируршкиот зафат. Да. Ајде да ги погледнеме фотографиите за да им да можат и нашите гледачи подобро да разберат. Имаме фотографии кои што илустрираат и ова што досега го кажавме, а и за микроскопскиот начин на ќе може да тука имате на магнетна резонанца. Тука имате кај се локализирани туморот. Туморот, како што гледате од лево, е површен тумор, вамо од десно тој помалиот тумор е во битни мозочни центри, во центар на мозокот. Тука исто на магнетна резонанца се опишени еден тумор, површен тумор, кој што многу наликува, не речеме, на метастаза, меѓутоа може да биде менингион. Еве локација на еден тумор во темпоралниот лобус, меѓутоа гледате што е многу битно, ова што покажа деснава слика. Туморот, малиниот тумор во мозокот може да се шири низ мозокот и да прави така начини сателитски, викаме ни метастази. Овде е на ендоскопска операција, значи минимално инвазивна, можеме да кажеме покасно, тоа е ендоскопска операција на тумор низ тенториум, на тумор над тенториум, со помош на ендоскоп. Еве ги телефоните. Не, што дека не тип на да покажеме телефоните како зрачат. Тоа рековме преска, значи не е се уште докажано со сигурност. Ова се типови кај што може би локализирани менингиомите, гледате на база се најчесто, меѓутоа може на површината на мозокот. Тие се закачани за фалксот. Таа е наша нейрохируршка микроскопска операција. Еден тумор во задната ломеска јама кај локализиран. Ова црвеново го покажува и големината на туморот? Да, се покажува. Може да измерите до милиметар точно колку изнесува. Еве како современ начин со микроскоп. Еве тумор во задната ломеска јама, веројатно метастаза. На која фотографија од овие средната. Со стрелка се обележи. Не, сакам да ве прашам она кога велите мозочно стебло. Добро. И каде што се центрите и каде што е многу покомплексно да се направи хируршкиот зафат. Дали го имаме тоа на оваа слика?
Тука до самата средка тоа е мозочно стебло во центар на Така. мозокот, значи од страна тука се малиот мозок се прикажува сега. Значи мозочно стебло кој ќе каже да вие тоа е значи дел од облогата след слушна приложена мождина, па нагоре понс, па мезенцефалон, нега до таламус. Тој дел е центар на мозокот и сега мозочно стебло. Така, дали овој тумор може да се оперира? Овој тумор може да се оперира многу едноставно и е убаво да се извади, нема никаков проблем. Тумор. Ми изгледа бајге голем. Голем не е битно, значи големина, битно е кај е локализиран. Да. Бидејќи рековте дека мозочното стебло е збир на повеќе центри, Центри. па затоа велам покомплексно е и хируршкиот Затоа запад. што во еден центар од сантим и пол на сантим и пол се наоѓаат битните вночни дишење за срце. И сега ако би работеле без микроскоп, како би знаеле точно кај да локализирате тумор, да речеме да го одите од овие центри, скоро никако. Дури некогаш ако туморот е локализиран внатре во самото мозочно стебло, некој вика да и ние викаме понекогаш дека тоа не може да се оперира и не сме да се оперира и тој пациент ќе заврши или со биопсија, стереотактична и со зрачење може или со хемотерапија. Некогаш туморот не сме се чачка воопшто. Значи не сите тумори во мозокот може да ги извадите хируршки. Повеќето да, меѓутоа има тумори што ние не може да ги извадиме, никој не може да ги извади. Како го третирате тој кој што не треба да се чачка, како велите? Тие најчесто се третираат со зрачење најчесто. Ако се некои помали тумори со некоја стереотактична радиохирургија, ако не се зрачи, значи целиот мозок, па и тие тумори заедно, во мозочно стебло, а меѓутоа најчесто би требало најдобро да се направи биопсија на тој тумор. Биопсија се прави најчесто така наречена стереотаксија. Значи стереотактична биопсија, така да е тие што го зрачат да се онколози, иначе он би знаеле што да зрачат. Некогаш од самата резонанца ние знаеме скоро 99% за што тип на тумор се работи, па може да се работи без стереотактична биопсија, во тој случај ние зрачиме во однос на таа магнетна резонанца што ќе направиме. Зашто например постои магнетна резонанца техника, спектроскопија се вика тоа, кој што може да одреди точно дали туморот малени или бенигни. Во тој случај скоро 99% знаат и може да го зрачите човекот, односно пациентот без биопсија стереотактична. Така. Али во принцип некој што прави стереотактична биопсија. Тоа што го погледнавме на фотографијата пред малку со тие како долги пенцети, рековте. Не, тоа е на техника, значи паралелно со микроскопска техника, сега у свет повеќе се развива така речена ендоскопска техника. Меѓутоа и тоа е исто така со отварање и хируршко отварање и слично на тоа. Со ендоскопот се е, да речеме, помало отварање, не се помало се повредува мозочното ткиво. Меѓутоа не многу помало во однос на микроскопот, да речеме, и така да тие две техники се уште се конкурентни. Значи микроскопска хирургија и ендоскопска хирургија. И двете се фактички минимално инвазивни, со тоа што ендоскопската помалце е инвазивна, зашто имате помало отвор, дека имате поголем отвор, ама имате па подобро гледање, што ви гледате 3D, во 3-димenzионална и техника, ама гледате со 2D. И за ова требате по-специфични обуки, а микроскопот веше спаѓа во рутинска неурохируршка техника, скоро сите неурохирурзи знаат да работат со микроскоп. Во Македонија се работи и на едниот и на другиот начин? Во Македонија во принцип се работи микроскопска хирургија, ендоскопска се уште не се работи. А се уште не. Да. Или барем не е развина, јас колку што знам, секој што оперира од ендоскопија фактички доаѓаат од надвор некои доаѓаат да оперираат. Меѓутоа ви кажам, резултатите во свет ендоскопски со микроскопски не се различни воопшто. Што значи тоа? Ефектите се исти? Резултатите да. Прогнозата е иста, се е иста. Може би затоа и не пристапувате во Македонија? Не пристапуваме, мислам дека јас лично сум бил на курс за ендоскопија и видов дека нема никаква разлика меѓу ендоскопија и микроскопија. За мене лично микроскопот е тотално незаменлив. Барем сега за сега. Така. Сакате да ми кажете дека со микроскопскиот хируршки начин на интервенирање се решава проблемот и предпоставка е дека ќе се заврши се добро. Сигурност. Ви дава добро осветлување, одлично осветлување, гледате како слика добивате на микроскоп. Ви дава сигурност, значи пазите артерии, значи вени има тама. Една повредена артерија, ако почне да крви, не може да сопрете вие, ами може да е многу прецизни. Не ви кажа, на самата операција имаме други апаратури што нас не помагаат за тумори, например ултрасоничен аспиратор, тоа се или кјуза го викаме. Тој апарат овозможува вадење на туморското ткиво да се соочува другото нормално ткиво или барем да не се оштети од другото ткиво или да не се оштети некој крвен сад. И замислете се, вие работите со микроскоп и со тој апарат што го имаме кјуза, колку добивате во прецизност и во точно вадење на некој мозочно ткиво.
Значи, тоа све си има своја технолошки, еден преска, технолошкиот напредок е многу битен. Дури сега у свет и робот може да оперира. Робот сега моментално у свет прават со робот стереотактична биопсија. Тоа се вика биопсија стереотактична со роботска. Имате робот Да Винчи, например, и во Турција го има тоа кај нас, нашава Аџибаден. Да, ајде да ве чуеме. Добар ден. Добар ден. Вака, овдека Жаклина, имам, не сум во врска со темата. А зошто? Рековме, да, прашањата да бидат врзани со темата. Ајде кога веќе ве вклучивме. Да, пошто сакам, препорача ми е докторот само една консултација. Дали може, оперирана сум од карпел тунер веќе 4-ти пат. И нема никакво овако. Ми рекоа да се обратам до него. Дали може да се види консултација со него и се? Да ви кажам, на пример, денеска случајно правиме мојаве за карпел тунел и карпел тунел, сите почнали да работат карпел тунел. Не општи хирузи, не пластични хирузи, не ортопеди, а фактички правилната операција прават само неврохирузи, зашто не работат со микроскоп. И карпел тунел се оперира фактички или микроскопски или ендоскопски, никако на друг начин. Ама, на жалост ви кажам, Македонија сите се бават со тоа, сега и сега некој може да направи грешка, може да направи добра операција. Не знам што да ви препорачам, ако имате вие рецидив, викате вие имате проблеми понатаму. Да. Ако на МГ сте го докажале тоа, во тој случај треба да одете. Еве препорачам кај нас дојдете ако сакате да направиме на микроскопска операција. Да, во ред. Фала ви многу. И сакала, мислам, можам кое време да се обратам во Систина? Може да имате број тамо телефонски, јавете се ќе ви закажат кај мене, нема никој проблем. Така, ќе го барате доктор Лозанче. Сакав да ве прашам, бидејќи зборуваме еве и кај нас во Македонија тие напредни начини на третман, зошто пациентите сакаат надвор да одат и одат надвор? Тоа е добро прашање. Јас стварно не можам да ви кажам зошто и мене не ми е јасно зошто и не можам никога да сватам тоа. Некако пациентите сите кои ќе прават вака мабети, не, одам тамо, па мислам дека е подобро, има болji услови, болji хирузи, така се. Меѓутоа, кои ќе се вратат назад после, дека ќе видиме кај нас, кои ќе дојдат на контрола, да речеме кај нас доаѓаат и кај нас некои пациенти и гледа дека скоро ништо не е направено нешто многу малку, па и некои пациенти умираат, не е ништо чудно. И тоа што се постави и самите пациенти во тој случај се разочарани. Па бев тамо, потрошив многу пари, ама ете ништо, резултатите се исти. И баш така да само да кажам, значи прогнозна, нели? Кај да речеме глеобасно мултиформе, сега у свет, со било која техника, просечно преживување 15 месеци. Дали во Америка, дали во Турција, дали во Шведска, дали во Скопје, од прилика исто, 15 месеци. Не може да го продолжите со ништо. Со сите можни терапии, и протон зрачење, и гама наев, и било што, преживањето е толку. Просечно. Па некој ќе преживее може 3 години, ама некој ќе преживее и 3 месеци или 2 месеци. Значи, не можам да сватам зашто нашите луѓе одат во странство и за откај толку неповерење према нашите доктори, тоа стварно не ми е јасно. И добро прашање поставивте. И мислам дека нема никаков разлог, резон да се оди надвор. Можда некој многу мал тип, еве да речеме за биопсија стереотактична. Ама биопсија тоа не е некоја голема работа. Бориме за хирургија, значи хирургијата, мислам дека во Македонија доволно нейрохирургијата е доволно развиена да може да направи операција на сите видови на тумори без никаков проблем. Може ли да го кажеме тимот кој што работи на Да, мора да се призна. Че тимот е вака, почнеме од невролог, неврорадиолог, невроонколог и неврохирург. Тука сите тие заедно за тим. И ние работиме тимски, дури име состаници со нив, се договараме за пациенти. Некогаш во тимот по потреба може да убациме и орала, например, операција на хипофизан износ, па работиме со орала. Некогаш работиме со очни, дека работиме тумори на орбита или тумори на позади орбита. Тука значи си имаме тимови, нема никој проблем. Не треба да постане некоја суета дека некој се знае, па да му треба помош, например, затоа треба да се работи тимски. Кај нас во се работи тимски. Да, верувам дека е така. Можни ли се некакви компликации по хируршкиот зафат? Не само хируршкиот зафат, него и самиот тумор може да даде компликации. Значи туморот, главна компликација е поспаност, запаѓање во кома и значи екзодус леталис, смртен исход. Сето тоа настава што се зголеми притисокот допира до битни мозочни центри. Туморот што е локализиран во самите мозочни центри може да исто така заврши многу лошо, да престане да диша, например,
И сме имали такви случаи после операција, после неколку години, па продолжа да се диша. Така да постојат сите можни компликации постојат. Компликација од типот, например, на може да е после операција, да речеме, има одземеност на некоја страна, да речеме, нели, подземеност на говорот, ако е туморот локализиран во самите центри. И тоа е трајно или одреден период За сега од тоа е земеноста? обично по време, привремено. Привремено. До 6 месеци може да трае, па се поправа. Тоа се должи на не само самата техника оперативна, се должи на тоа што туморот ги компримира, ги притиска околните мозочни ткива со тие центри и после самата операција туморот почне, односно центарот почне да се ослободува од тој притисок, ама прави оток. Па тој оток може да предизвика вакви симптоми, кои што се поправат со терапија за највише 6 месеци. Може да има последици од крварење, може да има така на операција. Например, ви кажа, ако некој голем крвесаат се повреди, почне да искрвари, може да искрвари, меѓутоа во искусни раци мислам дека нема некој проблем тоа да се реши. Може беглага други последици, например, повреда на очен нерв, да речеме. Тоа се деша многу ретко, многу ретко, а може да се деси. Си кај нас доаѓа случаи и од други земји повреда на очен нерв, например, после операција, например, на менингиоми, да речеме, на база, кај очниот нерв. И тоа се десува, ништо не е чудно. Тоа се познати компликации од цел свет. Колку пациентот останува на болничко лекување по една хируршка интервенција, предпоставувам зависи и од тежината на третманот, односно туморот, и колкаво е опоравувањето во домашни услови за да почне оние со своите секојдневни обврски? Знаете што, тоа зависи од типот на туморот. Например, вчера оперираме на жена, менингиом, и тоа замална скајама, и денеска жената станува, се движи и јаде до 4 часа. Значи, тоа нема некој правило. Некој што морите може што се мозочно стебло, што го преиска, кој што треба да видат неколку дена интензивна нега, баш да бидат таму. Дури некој на машина завршуваат, пошто не може да дишат добро, нели нормална ствар. Тој да лежат неколку дена интензивна нега. После тоа лежат на оделение, нели нормално, дека не се опораваат комплетно. Кај нас, например, одма почнеме со физикална терапија, имаме таква можност да почнеме одма со физикална терапија, и за дишање физикална за екстремитетите, ако има одземеност или некој спазам. Така да нема некој правило тука. Али во принцип околу 7 дена би било просечното лежење, ако се окей, завршува нормално. Така. Да предпоставиме дека се завршило добро, дали постои можност да се повтори туморот, дали на друго место или на истото место и за колку време би било тоа? Зашто многу интересно да кажеме, на слика што покажаме пред да се сјајат сателитски тие ги викаме метастази, значи туморите малигни зборам се рак на мозок, тој не се шири во други органи да го бидеме реални. Тој може да сврши само тука локално и во некои други блиски центри. И во тоа е тежината на неговата операција, зашто не може да се изеде он целу ствари. Зашто он и пред да почне да го оперираме, он ќе се прошил као прсти низ некој дел од мозокот и вие тоа никош не може да го видите. И да го знаете вие тоа, ако се некои битни мозочни центри, тоа не може да чачкате. Значи, многу тешко може да се најдат сите тие, да ги викаме као прсти прошување на мозочното ткива. Ако си туморите по-бенигни, градус 1-2, што ја рекол претходно, тие може да си видат некојаш и цели. Ако остане дел од овие, што рековме, сателитски лези, во тој случај, иде на третман со онколозите, значи на радиотретман, на радиотерапија, или пак иде на хемотерапија. Значи, тие се две работи што мора да се знаат после тоа. Постои некои експериментални терапии во свет сега што се покушава да се направи нешто, ама овие се главни третмани, значи хирургија, радиотерапија и радиохирургија, да бидеме реални, и хемотерапија. Тоа е све во тој тим што зборевме претходно со онколози. Значи, понатаму го преземат онколози, не го водат понатаму. Добро. Емисијава ја почнавме со причините за појава на тумор на мозокот. Сега, бидејќи рековте дека причините горе-доле се и нејасни, Точно. Морам да ве прашам дали има простор за прашање превенција? Штом причините се нејасни? Потоа некоја лесна превенција да збориме претходно, нели, да речеме, да се намери телефонскиот импулс, да се намери разговор, да речеме, или да не се презрачува, да не се презрачување на некој организам, меѓутоа некој ранимско зрачење ви тука не може да избегнете ако постои негде во нешто, во некоја колина или нешто такво, да речеме, тоа тешко се избегнува. Може би кај децата мали во утроба, што разуме преискано, да се пазат првите 3 месеци, кога може да се развијат тие тумори,
веројатно во исхрана или во некој да не се зрачи у тоа време и такво нешто, кај кај фетусот, нели? Не тешко да кажеме преска изложување на винил хлорид. Значи винил хлорид тоа е докажано скоро силно дека такво изложување на винил хлорид може да предизвика стварање на мозочни тумори. Што е тоа? Винил хлорид тоа е една супстанца хемиска од која што прави некој поливинил хлорид некош таква, кој што порано бил многу тешко може да се открие, меѓутоа сега е докажано дека ствара понекогаш туморен мозок. Каде има таа супстанца? Не знам дали таму се некој пластични рад, некој производ, не знам, некој фабрика што прават така. Да, не, дали ги користиме во подови, плафони? Ама тоа кога се преработува тој поливинил хлорид, па тоа се оставува некои тешки супстанции, па некои фабрики виделе порано дека изложување од тело изваѓа туморен мозок и така. Веројатно дека нешто зрачењето сигурно постои, веројатно дека негде во некои рудници, не знам, негде кој што има зрачење, или кој што са некои прашини, кој што содржа некои такви честички, кои што ние се уште не ги знаеме, кои што може да предизвикаат такви тумори. Ама најбитно да се открие туморот што помал. Помал, во тој случај може да зајде ВЦЛ. Ако го успеете да го зајде ВЦЛ, па нека биде и GBM, можеме поголема прогностичка вредност. Јас ќе ви заблагодарам за денешното гостување. Се надевам дека на гледачите им дадовме добри конкретни одговори. Сите оние кои што еве рекоа дека ќе ве консултираат, ќе закажат и ќе можат да се видат со вас. Ви благодарам уште еднаш. Јас ви останува да ви се заблагодарам и вам, почитувани гледачи. Утре во 15 часот ново издание на Алфа Ординација, а за денеска ќе ви кажам довидување и уживајте во попладнето на овој ден. Довидување.